Имаме во просториите на Домот на култура Јане Сандански, каде вечер имаме една посебна чест да бидеме гости на одбележувањето на јубилејот по повод 100 години постоење на општинската установа Матична библиотека Кочо Рацин од Пехчево. По тој повод директорката веќе ни каже нешто повеќе за установата и за сето она што имавме можност да го видиме вечерва. Оваа година одбележуваме 100 години од постоењето на општинска установа Матична библиотека Кочо Рацин Пехчево. Податокот случајно го најдовме со веќе мојот покоен колега Стојан Хадживанов во една стара книга из разних краева од Сема Матаволј, каде што постои штембил на кој пишува дека на 20 април 1924 година постоела библиотеката под називот Пехчевска матица читаоница. По тој повод вечерва подготвивме богата културно-уметничка програма овде во Домот на културата Јане Сандански, на кој што учествуваат повеќе гости од Делчево, Берово, Куманово, Пехчево. Се случуваше една навистина прекрасна атмосфера во која уживаа и гостите и организаторите. Доделивме благодарници на учениците кои освојуваа награда преку библиотеката, значи преку библиотеката учествуваа на разни поетски фестивали, манифестации, како во Македонија, така и во Србија, и секогаш се враќавме со награди и јас сум горда на сето тоа. Доделивме благодарници и на организаторите, а тоа се Општина Пехчево, за градоначалник и Совет на Општина Пехчево. Благодарници доделивме и на соработниците со кои соработуваме во изминатите години, како што се училиште, градинка, значени и други личности. Меѓутоа, акцентот го ставивме на читателите рекордери. Доделивме дипломи на читатели рекордери и најчитатели рекордери, со кои библиотеката посебно се горде, бидејќи сме една од најмалите библиотеки, меѓутоа со многу читатели рекордери. Нека ви честито јубилеј, ви посакувам уште многу вакви пригодни настани. Ви благодарам, па да продолжиме и понатаму со соработката. Најнапред да го честитам јубилејот, значи еден век постоење на една институција не е мала работа, посебно институција за која ја шири културата во една држава, која е задолжена да го чува идентитетот преку културата и секако во името на Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски од Скопје, Национална библиотека на Република Македонија, би сакал да им го честитам овој јубилеј, да им посакам долги векови, прослави, поддршка ќе имаат од нас како Национална библиотека за било што. Честитки до директорката, честитки до градоначалникот, би им се заблагодарил на поканата, не представуваше секако чест. Ви благодарам и на вас. Благодарам. Почитувани присутни, добро вечер. Чест и задоволство е што денеска сум дел од овој значаен настан за нашата библиотека. 100 години постоење на општинската установа Матична библиотека Кочо Рацин Пехчево. Нашата библиотека од моментот на нејзиното постоење па се до денеска сме сведоци дека е активна на многу полиња во културата, науката и уметноста. Во неа се организира разни активности за деца, млади и возрастни. Се распишуваат литературни конкурси на кои учество зема голем број на писатели. А исто така, нашата библиотека е позната како во Македонија, така и во соседните држави, со учество на меѓународни конкурси и други меѓународни активности. Сите љубители на книгата, во бавиот пишан збор, се редовни посетители на нашата библиотека. Има една поговорка од еден голем германски писател кој вели вака: книгите се подобар пријател од луѓето, тие само даваат, а не бараат ништо. Нашата библиотека, која брои голем број на членови и која постојано организира некакви активности за да го привлече вниманието на најмладата група читатели и писатели по повод 100 години од незиното постоење, заслужува еден ваков настан, но и повеќе од тоа, со цел да се одржи традицијата и смислата на незиното постоење. Почитувани присутни, дозволите ми за крај да честитам 100 годишнината од постоењето на нашата библиотека и да посакам уште многу големи успеси во иднина на вработените во истата и горсум, што сум дел од еден ваков значаен настан. И по тој повод сакам од Општина Пехчево да ја враќам плакетата на нашата библиотека. Ја поканувам директорката Габриела Костадинова да ја прими истото.
уште само за крај, уживајте во подготвената програма, ви благодарам за вашето присуство, вашето внимание и вашето одвоено време да бидете дел од овој значаен настан. Благодарам. Благодарам, Габи. Ова ќе биде една благодарница плюс, затоа што ти никогаш не забораваш да се заблагодариш на сите и на читатели и на соработници. Сакам да кажам од мое лично име да ви го честитам овој навистина значаен юбилеј, не само за библиотеката, туку и за општина Пешчево. И еве да ти се заблагодарам затоа што го спомна мојот покоен татко, твојот колега. Верувам дека да беше сега меѓу нас, ќе беше и тој многу горд на овој юбилеј.